Екипата на Бекстејдж во еден преубав, можам да кажам, веќе пролетен убав амбиент, конечно доживеавме малку сонце. Кристијан Станковски, Бомбакис е денес човекот со кој што ќе се дружиме во Бекстејдж. Фала ви на поканата, да сте живи и здрави, иначе да, прекрасно е време, малце се разбудивме од зимскиот сон и малце позитива треба реално, така да дојде позитивата, живееме се. Јавноста веќе многу добро знае кој е Бомбакис. Јас сакав за почеток да те прашам дали си приватно, ист како на социјалните мрежи, и она што го гледаат нели луѓето преку твоите емисии сега, диагноза и се што правиш, или постои една сосема поинаква верзија од тебе. Важиш за еден од поприродните. Сакав само твој осврт на ова. Скроз сум природен, скроз сум ист као што сум и приватно и така и на социјалните мрежи, зашто нема што да криеме, нема што да правиме лица, фейк, да се понашаме така без везе као луѓе, не знам, да им се убутуваме, па да збориме нешто, не знам, као јас се осеќам дека сум ист и приватно и на социјални мрежи. Може и за тоа многу ми се љутат, пошто као што размислам, така ги пишувам и картоните и све правам во живот. Во текот на изминатава година ти се случува некој работи, беше во еден период и мета на критики поради нешто зашто ти си образложи и си објави јавно дека се е таму чисто, јасно, гласно, транспарентно, но ме интересира кој беше со тебе во тој период, кој затаи од твојата околина, дали можеби се разочара од некој човек и кој е најболниот коментар кој што го прочита за тебе на социјалните мрежи, нешто што те повредило, нели сите сме луѓе, мора нешто да те извадило од кожа. Па, со мене беа тие најблиските, што ми се домашните пред се и другарите што можам да ги избрам на една рака. И соработниците, ама тие у најблизок круг што ми се. Другите ми се јавуваат чисто од што ги интересира да прашуваат сега што се дешава, како радознали. А кој беше коментар? Мислам, имаше милион коментари и не ми беше ниеден онака специфичен, пошто тоа се луѓе без мозок, капераш, као си ја истураат нервозата на социјалните мрежи. Имаше еден само, ама не знам дали да го кажам тук. Да го кажеш. Да го кажам, ама малце вулгарен. Ти уста. Тој ми извади од так, да ти кажам, пошто ќерка ми, знаеш, и двете ми се мали, ама ќе оставам на оној горниот да му суди, така да немам што да кажам ја и што да делам правдени тука или да судам на луѓето. Дали постоел момент кога си се покајал за нешто што си го објавил јавно? Дали е тоа картон, дали е некоја твоја изјава во медиумите, се едно? Па никад, да ти кажам, не сум се покајал за ништо, затоа што све што сум кажал и све што е пишано на картоните стојам позади тоа и тоа е 10 пати размислено, така да не осеќам дека треба на некој да се правдам или пак да не знам да не е вистински тоа што сум го пишал, него баш е чиста вистина и така размислувам, така пишувам и стојам позади све што е пишано. И кажам. Дали постоел момент кога се помислил да се повлечеш од јавниот живот или социјалните мрежи и што е она што те мотивира да одиш напред и да ги поминеш сите препреки? Па сум помислил неколку наврати, неколку пати, да, може и сега мислам така, дека доста ми е више од социјалните мрежи. Сакаш да ми кажеш дека на дневно ниво имаш размислување? Цело време, не, се шалам. Имало периоди кај што сум сакал да се повлечам и све тоа, пошто сакам мир. А мирот нема цена, знаеш. Ама пак се враќам кога ќе ти пиша Бомбакис, кој рандом ликови што ќе ми пишат Бомбакис, дај врати се, ми требало на добро утро, гледам, ми шириш позитивна енергија, такви пораки цело време добивам и како да се откажам свечко. Не ми иде да се откажам, него сакам да... Они ме тераат, ме мотивираат да продолжам понатаму. Дали постои нешто што најмногу те нервира кај македонската публика и менталитет на интернет, како се однесуваат? Нешто што си го забележил? Што површински размислуваат, све и што веруваат на сите медиуми, рецимо, дали се од една страна, дали се од друга медиуми, се им веруваат и као што ќе пишат, демек тоа е тоа. Не, чекај малце, размисли со своја глава, не е некој што ќе ти каже и ти идеш со глава од зид за него, капираш. Као тоа менталитетот малце. Имав и таков картон менталитет. Дали можеш да се сетиш на најемотивниот момент кој што ти се случил од моментот кога си татко, значи како татко што си го доживеал и дали твоите две киркички те смирија на некој начин и ти дадоа еден друг правец во животот? Па и они у принцип ме мотивираат да продолжам со ова што го правам сега, затоа што
Мислам дека доста добро се заработило тоа што го работиме ние и дека натаму иде светот и најемотивниот момент па кога се родија и Бисера и Јована, тие ми биле најемотивни моменти, као и сум извадил картон за нив и со нив две и така тие ми биле баш онака најемотивни со плачење, со мачи, со све. Ама позитивно. Имаш соработка со голем број јавни личности, што од YouTube сцената, што инфлуенсери, што естрада, што актери, се тоа кога ќе се стави на куп. Дали во некои од тие пријателства, комуникации и соработки, дали нешто по тоа постои всушност човек со кој што никогаш повеќе не би седнал на маса, некој кој што те разочара? Па има доста луѓе што ме разочарале, да, што сум приметил дека се само тука од корист и дека сакаат да искористат, дека се она, знаеш, као го викаат поново cloud chaseri, као доаѓаат тука се дружат со тебе, не дека те сакаат, дека те поштуваат, али сепак им мора да ги издвојам и оние што имаат почет, што се дружиме се уште. Например, ќе го издвојам Марча да е побрза и он ми е увек тука. Мислам, уште од кога постојам ја, ми дал поддршка и до ден денес сме заедно. Има и такви луѓе. И уште неколку души, сега да не ги набројувам. Мене ме интересира, доколку исчезнат социјалните мрежи и се тоа со што во моментов се занимаваш, што би работел? Што е твоја друга пасија, кон што имаш страст, зашто е помбакис талентиран? Кидам у село, ќе си насадам патлиџани, пиперки и ќе ги продавам, да ти кажам, компир и све, пошто имам плац, знам како се прави тоа, пошто земјоделски имам завршено и мислам дека таму би го нашол мирот, као далеку од сите луѓе. И баш сакам да се изгасат сите социјални мрежи, ама мислам дека тоа нема шанса да се деси. Кога би можел да смениш една работа кај себе, нешто што те нервира, а немаш некако моќ да го смениш, што би било тоа да откриеш еве за бекстејдж? Егото може, суетата, да. Ми личиш на многу его трип. Па не, гледам да го контролирам, ама знае у некои одредени ситуации да избувне и тогаш може би правам најголеми глупости, брзите реакции што ми се. Ама све е потикнато од тоа. Само гледам малце да го стишам и да го ставам под нозе, саеш. Кажи ми, еден ден кога твоите две ќерки ќе пораснат, што би сакал да кажат за тебе? Каков татко да те опишат? Што сакаш да им пренесеш? Каков впечаток да им оставиш? Што би било успех за тебе во родителство? Па, да кажа само дека сум добар човек и ништо друго. Све друго е сулично што е да кажат. Него татко ми е добар човек. И правилно не воспитал и не израснал. Тоа за мене би било онака врвот. Друго не ми треба ништо да ми кажува. Кажи ми, дали повеќе веруваш во судбина или во личен избор? Дали можеме сами да си го трасираме патот кој го одиме во животот? По судбина да ти кажам, не знам зашо, ама верувам дека постои нешто, дека не знам, така си доаѓа, као да, верувам судбина. Кажи ми, дали простувањето како човечка особина според тебе е сила или слабост? Сила, дефинитивно да простиш, да се извиниш, дека си направил некоја грешка е дефинитивно сила. Ретко кој го има тоа, така да, сила, дефинитивно. Кажи ми, што е она што најмногу те плаши во животот, а ретко си го признаваш или скоро никогаш јавно не си го кажал? Што е тоа највише што ме плаши во животот? Страфот дека ќе се разболам пак, дека не знам, некој од блиските ќе ми се разболи. Тоа ми е најголем страф, да ти кажам. Мислам, вали на секој нормален човек. Ти благодарам многу што денес беше искрен пред објективот на Бекстејдж како и секогаш и се гледаме со тебе во следна прилика. Фала ви што постоите, да сте живи и здрави.